Германското федерално обвинителство издаде налог за апсење против украински државјанин во истрагата за саботажа на гасоводите Северен тек во 2022. Тоа е потенцијално обвинување кон кое германската владина коалиција сака да се однесува со голема предпазливост. Причина, инспекторите не се сосема сигурни кој е виновен. Nobody knows exactly who it was right now. Никој не знае точно во моментов, а се чини дека тројца украински државјани стојат за тој напад на германски имот, но досега нема доказ и нема поврзаност со украинската влада. Wall Street Journal, цитирајќи анонимни извори, објави дека планот првично бил одобрен од украинскиот претседател Володимир Зеленски, но дека тој го повлекол одобрувањето. Прекинот на рускиот газ за Германија предизвика драстичен пораст на цените на енергенсите, а со тоа инфлација низ цела Европа и голем дел од светот. Нападот, за кој Wall Street Journal ги обвини украинските нуркачи, го оштети, но не го уништи гасоводот Nord Stream 1, а експертите велат дека може да се врати во употреба. Беше оштетен и гасоводот Северен тек 2, чие пуштење во употреба беше запрено пред Русија да ја нападне Украина. Постои една прачка од гасоводот, една од 4, која се уште е недопрена. Очигледно норкачите ставиле 2 полнења на една од джиците. Значи имало 4 експлозии кои изгледаат како 2. Малку е веројатно дека Германија ќе се врати на масовна потрошувачка на руски газ дури и ако Киев и Москва постигнат мировен договор. Аналитичарите за Гласот на Америка велат дека по нападот Германија развила алтернативен енергетски модел кој е поодржлив, но и поскап. Германија прави енергетска транзиција кон повеќе обновливи извори на енергија. Уделот на обновливите извори во производството на електричната енергија сега веќе е приближно 57%. На улиците на Москва, веста за можна вмешаност на Киев во нападот на Северен поток се наметнува во медиумите како информацијата за напредувањето на украинските сили во руската област Курск. Некои го гледаат како потек, како демонстрација на моќ на она што многумина мислеа дека е послаба страна, а повеќе како борба за контрола на важен економски ресурс во Курск. Влегувањето на вооружените сили на непријателот на територијата на Курск предизвикува сериозна загриженост за руските власти, бидејќи битката не се води за Курск, туку за контрола на системот за транспорт на газ. Војната на Русија во Украина веќе покажа дека незиното влијание го преминува бојното поле и навлегува во глобалната економија и енергетскиот сектор.